вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Почнуваме со веста број 1 на светските тикери. Владите ширум светот се обидуваат да елиминираат пандемијата, но и глобалната паника. Во време кога се регистрирани се повеќе случаи на свински грип во Нов Зеланд и во Канада. Во Соединетите Американски држави, американскиот секретар за домашна безбедност Дженет Наполитано објави воредна здравствена состојба, со што ќе овозможи да бидат потрошени повеќе пари, но и пуштени повеќе лекови од складиштата во аптек за справување со оваа болест. Светската здравствена организација објави дека се работи за вонредна ситуација од аспект на јавното здравје, што е предмет на меѓународна загриженост и што има потенцијал на пандемија. Меѓународниот Црвен крст најави дека ќе ги вложи сите ресурси во борба против заканата. Здравствени представници во Мексико, центарот каде изби свинскиот грип, велат дека досега починале 103 лица, а се заразиле над 1600. Европската комисија повика на итна средба на министрите за здравство на земјите членки. Комесарот за здравство на Европската унија препорача да не се патува во областите зафатени со грип. Шпанија веќе потврди случај на свински грип на своја територија. Американскиот председател Барак Обама кажа дека САД будно ги следат случаите на свински грип, но дека ситуацијата не е причина за аларм. Директорката на Американскиот оддел за домашна безбедност, Дженет Наполитано, објави вонредна здравствена состојба, велејќи дека тоа ќе им овозможи на властите да употребат федерални средства и да активираат залихи на антивирусни лекарства. Слично на она што го чиниме кога, например, постои опасност од ураган. САД ќе вршат надзор на патниците кои доаѓаат од подрачјата опфатени со грип, најави Наполитано. Вршителот на должноста директор на Центарот за контрола и спречување на болести, Ричард Бесер, соопшти дека досега се потврдени 20 случаи на свински грип во САД. Се зголемува бројот на случаи на свински грип. Очекуваме да има нови случаи. Бесер вели дека владините мерки самите по себе не се доволни. Важно е луѓето да разберат како може да запрат респираторна инфекција. Честото миење на рацете е нешто за кое досега повеќе пати сме говореле. Според американски здравствени лица, симптомите на свински грип се слични на сезонскиот: треска, изнемоштеност, слаб апетит и кашлица. Светската банка најави кредит од $205 милиони за Мексико за да се справи со заразата. Во земјата се откажани концерти, спортски надпревари и други јавни собери за да се спречи пренесување на вирусот. Индустријски најразвиените и земите во развој, која креираат политиката на Светската банка, која сочинува 185 нации, во Вашингтон се договорија дека банката треба да ја задржи водечката улога за помош на сиромашните земји, кои се погодени од глобалното економско забавување и рецесија. Председателот на Светската банка Роберт Зелик најави дека таа ќе ги зајакне своите заеми за $100 милиарди во наредните 3 години, подвекувајќи дека економската криза довела 90 милиони лица на ниво на сиромаштија. Општо е прифатено дека светот се соочува со економска криза без преседан. Сиромашните најповеќе ќе патат. Мора да продолжиме со итни мерки за да спречиме човекова катастрофа, рече Зелик на средбите на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка викендов, на кои учествува и македонскиот вице-премиер Зоран Староевски и министерот за финансии Трајко Славевски. Мексиканскиот министер за финансии Августин Карстенс, кој председава со 24 члени од управен одбор на Светската банка, кажа дека финансиската криза се претворила во човекова и развојна пропаст. Управниот комитет на Меѓународниот монетарен фонд пак најави дека ги применува препораките на групата 20 најголеми економии, со кои фондот доби нови финансиски средства за помош на земјите членки кои имаат финансиски проблеми. Фондот доби задача и поенергично да ги следи финансиските пазари, потек со цел да спречи на тамошни финансиски кризи. Во продолжение на News Flash, 7 луѓе со 7 исклучителни приказни за работата и посветеноста во областа на животната средина беа наградени на 2 одделни церемонии во Соединетите Американски држави со Голдмановата награда. Во Сан Франциско беше иницијалното место за доделување на овогодишната Голдманова награда, признание за работа во интерес на животната средина. Меѓу присутните беа Ал Гор и Роберт Редфорд.
По повод одбележувањето на 20 годишнината на наградата, церемонијата повторпат се одржи во Вашингтон, каде добитниците можеат да се сретнат со креатурите на политиката. Меѓу наградените е американката Марија Гуно од планините Апалачи во Западна Вирџинија. Таа вели дека мокната индустрија за производство на јаглен направила голема штета на животната средина и влијаела врз загадувањето на реките и потоците. Гуно е медицински техничар и наградата и е за трудот вложен во борба против индустријата за производство на јаглен, за промовирање на решенија за чиста енергија. Ова признание докажува дека тактиките на заплашување од јаглената индустрија повеќе не функционираат. Бродови кои не се веќе во употреба од целиот свет се испраќаат во Бангладеш. Честопати содржат отровни материи и се разградуваат од необучени, слабо платени работници. Нивната работа не е само што е опасна, туку и уништувачка за животната средина. Правникот Ризвана Хасан води правна битка за зголемување на владината регулатива, како и закривање на јавната свест за ова прашање. Сакаме меѓународната заедница да знае дека нашата територија не смее да се третира како депонија. Токсични хемикали од застарени резерви од времето на стариот советски блок се уште се користат од страна на сиромашните земјоделци. Рускиот научник Олга Сперскаскаја организираше активности ширум Источна Европа, Централна Азија и Кавказот да се справат со проблемот. Сите сме изложени на ризик и бебињата ја добиваат првата доза на токсични материи уште додека се наоѓаат во утробата, а втората и втор пат со доење. Ова се само некои од наградените од кои секој доби по $150,000. Меѓународните признанија може понатамошно да ги поддржат нивните напори во локалните заедници и во заштитата на животната средина. Ова беа вестите за овој понеделник 27 април 2009. Јас сум Јане Боаџиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер. Се гледаме утре.